Почитувани, добре дојдовте во ова издание на Хоризонти, заеднички проект на Слободна Европа и Гласот на Америка, во кое зборуваме за ширењето на руската пропаганда во Македонија и очекувањата земјата да стане членка на НАТО. Имено заинтересираноста на Москва за настаните во Скопје во последните години и не е некоја вест. Меѓутоа, таа заинтересираност расте заедно со шансите на земјата да стане членка на Алијансата. Руската пропагандна машина годинава ја засили својата работа во Македонија. Лажни вести и пропаганда преку руски медиуми на српски јазик за Македонија беа дел од наговестувањето за зголемениот интерес и влијанието на Москва кон Македонија, во обид да го попречи напорот на земјата да пристапи кон НАТО, велат аналитичарите. Невообичаена пракса стана речиси по секое интервју на представници од власта за некој странски медиум, да следи реакција од Руското Министерство за надворешни работи, дека се неосновани обвинувањата за мешање на Москва во внатрешните работи на Македонија. Јас навистина останувам на ставот на владата и мојот личен став за унапредување на соработката со Руската Федерација. Македонија нема алтернативи освен Европската унија и НАТО. Тоа се наши трајни определби, но тоа никако не се коси со нашето зголемување на соработката со Руската Федерација. Генерално, коментарите кои што ги дадов во интервјуто беа на основа на реакциите на Русија кога Црна Гора се зачленуваше во НАТО и случувањата што се случуваат токму во тој момент. Дадов само свој коментар. Председателот на државата ја обвини Европската унија дека со своето неангажирање ја остава отворена вратата за руско и кинеско влијание врз Балканот. До неодамна не видовме руска инвестиција во Македонија, но Европа се повлекува или не ги одржува своите ветувања дека Балканот ќе стане дел од Европската унија. Тоа е како повик на Европската унија другите да дојдат и да го пополнат тој простор. Со употреба на мека моќ, преку економска зависност, Москва навлегува во македонските општествени пори. Според податоците од Македонско-руската стопанска комора, во изминативе 9 месеци се бележи раст од над 20% во вкупната стокова размена. Од речиси 160 милиони долари колку што изнесува вкупната стокова размена измеѓу овие две земји. Македонија од руските компании купила стока во вредност од 120 милиони долари. Според нивните податоци, Македонија од Русија купува енергенси, а продава земјоделски и прехранбени продукти. Руската Федерација се интересира околу енергетските ресурси, преку кои сега отворено ви кажал би сакала да контролира одредени економски и енергетски ресурси во Република Македонија, меѓутоа и пошироко во Балканот. Сепак тие бизниси не се спорни, знаеме дека во една либерална економија секој е добре дојден и да инвестира и да допринесе, меѓутоа од друга страна па би рекол дека тие бизниси се аларматни доколку финансираат одредени политички партии, структури или па пробуваат во условно речено одредена криза на домашната сцена да, како што се вика, да долеат масло на огнот. Аналитичарите сметаат дека се можни одредени руски дипломатски притисоци со приближувањето на земјава кон Алијансата, но не очекуваат сериозни последици. Некои експерти во Соединетите Американски држави, како Даниел Сервер, например, познавач на балканските состојби, се убедени дека Македонија ќе стане членка на НАТО во блиска иднина. Тоа, велат тие, ја прави Москва уште понервозна. Последниве години Русија е агресивна во намерата да ги одврати балканските земји од нивно приближување кон НАТО и Европската унија. Ова е констатација на многу познавачи на регионот, меѓу кои и Хојти, актуелен заменик помошник државен секретар за Европа и Евроазија во Американскиот Стейт Департмент, чие име е на кусата листа за иден амбасадор на Соединетите Американски држави во Македонија. Зборувајќи неодамна во Американскиот конгрес, тој рече: Русија е фундаментално против патот што го избрале овие држави и во тоа е разликата. Сад се обидуваат да им помогнат да се приклучат кон Запад. Русија ги влече на назад. Соединетите Американски држави веќе неколку месеци го истражуваат евентуалното руско влијание врз последните председателски избори во САД, а опасност од таква појава има и за западноевропските земји. Даниел Сервер од Школата за напредни меѓународни студии при Универзитетот Џонс Хопкинс вака тоа го формулираше.
Мислам дека е време ние да признаеме дека се соочуваме со руско влијание во медиумите и дека треба соодветно да одговориме. Доколку русите успеале да се вмешат во претседателските избори во САД, верувам дека е така, тогаш може да замислите колку е лесно тоа да го направат на Балканот. Борбата за влијание на Балканот во голем дел се води преку медиумите. Токму затоа засилени се повиците за независни медиуми и транспарентна влада. Аманда Бенет, директорка на Гласот на Америка по нејзиното враќање од патувањето низ балканските држави, посебно алармираше на штетата што се нанесува со пласирање лажни вести кои доаѓаат од лица и медиуми наклонети кон Москва. Кога работите кои ги гледаат и читаат луѓето не се совпаѓаат, тоа е навистина опасна ситуација. Затоа најважна работа е слободното новинарство. Даниел Сервер сепак верува во позитивен развој кај државите од Западен Балкан. Доколку се решат проблемите во Босна, името со Македонија и влезот на Косово во Обединетите нации, Балканот ќе се придвижи напред со светлосна брзина, вели тој. За Македонија, тој е убеден дека ќе биде наредната членка на НАТО алијансата. Мислам дека проблемот кој го има Македонија со името повеќе не е проблем. Проблем е што Македонија не е членка на НАТО. Компромис за името ќе има и јас гледам голем исчекор за Македонија на наредниот самит. Некои аналитичари толку веруваат во ваков развој на настаните што очекуваат поени за Запад. Имено, обидите за влијание од страна на Русија може да имаат негативен ефект за Кремљ, како што беше случај со Црна Гора и Украина. Наместо да се зголеми руското влијание, таму се намалило. Некои аналитичари кои ги следат ваквите влијанија велат дека на фронтот Исток-Запад работите се менуваат во корист на демократските принципи што ги промовираат Соединетите Американски држави за сметка на дискутабилниот кредибилитет на Русија во светот. Тоа беше се во ова издание на Хоризонти, заеднички проект на Радио Слободна Европа и Гласот на Америка, во кое зборувавме за руската пропаганда во Македонија и противењето на Москва за членството во НАТО.